Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за четвртото издание на Заспи ако можеш за оваа недела со Драган Билосалјевиќ и со Горан Мовировски. Се разбира, кој што и за оваа прилика ќе го имаме преку апликацијата Zoom. Веќе го гледам барем на мојот екран. Верувам дека и вие сега ќе го добиете. Здраво, Горан. И да, го слушаме Горан, не го гледаме на екранот сеедно. Велат некој, и тоа ни ласка дека сме ние некаква герила на македонското новинарство, но ако сакате да знаете што е герилата на македонското право, тогаш ќе имате право да го видите во оваа емисија, имено 20 скопски адвокати кои што немаат влакна на јазикот и кои што кажуваат она што го мислат, нешто што е исклучително ретко за жал во оваа држава долги години наназад. Господинот Драган Пешевски, добра вечер. Добро вечер. И господинот Јанаки Митровски. Добро вечер, добро. Имаме многу теми, морам да признам, иако основната веќе ја гледате, адвокатурата како последен бастион на правдата во Македонија. Верувам дека ова не е само фраза, оваа реченица веројатно навлегува во суштината на околностите во кои што се наоѓа македонскиот правосуден систем. Го знаеме каков е рейтингот на македонскиот правосуден систем, никаков, блиску до нула. Случувањата во судскиот совет на сите ви се добро познати, начинот на кој што функционираат тие обвинителско-судиски релации и така натаму, така што сметаме дека и ќе се обидеме тоа да го потврдиме вечера со нашите гости, дека практично адвокатите остануваат како единствената брана, веројатно, пред целосниот колапс на македонскиот правосуден систем. Пешевски, еве да почнеме од тебе, согласуваш ли со оваа констатација? Па мислам дека да. Апсолутно се согласувам, затоа што политиката успеа да влезе во сите пори на општеството, не само во правосудството. Правосудството го направи тоа на многу брутален начин. Судовите и сите правосудни органи, судски совети, ама апсолутно сите министерствата за правда и се така натаму, се апсолутно со метастази од политиката. Единственото нешто во правниот систем кој што не можеше да биде зафатено и кој што се уште дава отпор во нашата држава е адвокатурата. Ева Јанаки, можам да кажам дека сме примери за сето тоа. Апсолутно сме последниот бастион на правдата во Македонија. Добро избран наслов на тема, господин Драган Милосављевиќ, затоа што самата природа, знаете како и за адвокатурата има многу стереотипи и предрасуди и генерално секогаш, не знам, во најразвиената држава и најсредената држава да живеете, у Швајцарија да живеете, сигурно има вицови за адвокати, за суди и за обвинители, затоа што природата на работата е да има две страни секогаш, едната секогаш ќе изгуби, а во главном во Македонија ретко кога сум слушнал некој да изгуби, да смета дека е тоа во ред и ги слушаме разноразните стереотипи, не знам, подкупливост, политички врски и така натаму. Меѓутоа природата на нашата работа која што е во голема мера независна, во онаа мера во која што ќе дозволите да бидете самиот независна, ни дава навистина една таква слобода на адвокатите да си го кажеме тоа што го мислиме и да го мислиме тоа што го кажуваме и да даваме отпор на политиката, иако не е и адвокатурата докрај имуна на политичко влијание, односно пенетрира онаму каде што оние адвокати се приемчиви и не е тајна дека постојат, јас ги нарекувам владини адвокати, односно кои што се сезонски работници и работат кога нивната политичка партија е на власт. За среќа се во дебело малцинство. Најголемиот дел од адвокатите не се политички конектирани и често си го заработуваат. Не се адвокати на ѓаволот дом. Не само тоа, туку адвокатурата е од органите кои што се буквално во правосудството, односно тие што практицираме буквално правосудна работа. Судови, обвинителство, адвокатура. Адвокатите се единствените кои што и на социјални мрежи, еве и на гостување на телевизија и на било што, останаа оние кои што може да го искажат јавно нивниот став. И на обвинителите им е забрането. Знаеме што се служи со колегата Војо Димовски заради јавно искажани ставови. А можеме и да видиме, еве Ленче Ристовска, да, како ја дадоа на дисциплинска, можеме да видиме дека и судиите скоро па никогаш не искачат јавно со заземан став, како да не смеат да заземат став. Затоа адвокатурата остана последниот бастион. Еклатантен пример на ова што го говори, за жал е фактот да сите знаеме какви циркузи се случија со судскиот совет на еден
незаконит начин, знаете како Иако таа лакрдија си продолжува баш да ви изеде тук срам затоа што господинот не знам никако се вика и тотално не ми е гајле, што беше заменик председател кој што ја смени во наводници Дамева со користејќи правна максима која што е неапликативна, односно се што не е забрането е дозволено, која што патем важи за генерална популација, ака и државни органи важи обратна правна максима, тоа е дека се што не е дозволено е забрането. И кој што и покрај таквата лакрдија и начинот на кој што ја сменија, значи од 480 судии колку што во моментов има во Македонија, еден да не се најдем, да стане да излезе и да каже дека луѓе ова не е во ред. Значи сите да молчат, јасно кажува дека прво тоа е по нарачка на извршната власт, второ дека се супер исплашени. И една моја многу драга колешка која што набрзо ќе биде судија, ќе биде фантастичен судија, баш тоа ми го велеше, вели, ја неки барем 20 пред пензија што се суди, но кој што главно последна година ништо не им можат, барем да напише едно писмо со протест. И затоа навистина треба прво судиите, знаете како, јас го слушав на подкаст доцент доктор Денис Прешова, кој што по уставно право на правен факултет, јас го памтам, тој одамна беше, јас кога бев студент беше он асистент. И он вели дека без разлика каква ви е норма, јас со тоа апсолутно се согласувам, без разлика каква правна рамка ние ќе направиме ако судиите и обвинителите самите не се одважат, особено судиите да бидат власт, а не да бидат монета за потрошување на политичарите, тогаш секоја законска рамка е џабе. Да. Предпоставам, добро, главното прашање секогаш било и секогаш ќе биде што им недостасува. Јанаки спомнува храброст веројатно, меѓутоа не е возможно во 480 луѓе само суди, или 400 или колку рече 480 да биде само храброст прашање. Па веројатно е само храброст и верувам дека не е само политиката, дека се прават страшни притисоци и пак се враќаме на политиката и оние кои што ќе станат председатели на судови кога спроведуваат политиката на како еден суд функционира, често доколку еден судија се осмели да излезе со било какво јавно мислење, ќе биде викнат и потегнат за уши, ќе биде дисциплиниран за тоа што го направил. Указана експедиција, тоа ви е одел за прекршоци. Да, так. Или ќе биде одел за прекршоци, или ќе биде малолетници, оделение за извршување санкции или нешто слично се зборуваме. Што во хиерархијата во судството е не значи ништо, меѓутоа се перцепира како уназадување. Во поглед на платите не значи ништо, но се перцепира како уназадување во поглед на струката и во поглед на стручноста за она што го судите. Во тој момент, а со тоа ви се намалува и амбицијата за понатамошен развој. И потоа некој збори дека судската власт е третата власт во државата, која што е независна од извршната и од законодавната. Горан да те вклучиме овде дека знам дека ова е твоја омилена тема, не е некоја тајна, многу сакаш да зборуваш за правосудните махинации во Македонија, па повели е. Јас прво сакам да ги прашам нашите гости дали има последици откако го предложија законот за амнестија практично на осудените од 27 април, да подсетиме тие што може би заборавиле, тогаш беа гости во нашето студио, Митровски и Пешевски го подготвија, да речам, законот, иницијативата за амнестија на луѓето од 27 април. Дали имавте потоа некакви не верувам дека сте имале закани, но некакви реакции од типот што се мешате вие во политички теми, иако вашата иницијатива беше на принципиелна основа, на човекови права, дефинитивно не беше политичка, без разлика што ВМРО-ДФМН го предложи законот подоцна, вие немате никаква врска со ВМРО-ДФМН, тргнавте од основните постулати на системот на заштита на човековите права. Сите реакции кои јас лично ги примив, а еве и Драган ќе каже за себе, беа супер позитивни, значи мене луѓе на улица ме застанувале и ми кажувале убави работи за тој предлог. Знаеш како Горан, одамна сум се решил во оваа држава, можеби сум малку глуп, да немам намера да се плашам од никој, особено не од политички квази авторитети. Така да не сум имал никакви притисоци, а во моментов и искрено не може да ми текне никаква негативна реакција, сите реакции кои што јас ги добив беа супер позитивни. Прва, законот кој што го предложивме, без разлика од кој беше иницииран во собранието, беше направен за да се ние сме земја во која што се уште имаме политички затвореници. И за да тоа да се спречи, ние го поднесовме овој закон и не може никој да те осуди за нешто што правиш за општо добро. Кога е за општо добро,
Па дури и да имаше притисоци, апсолутно бевме спремни, мислам дека и двајцата на тие притисоци не се плашиме, може да се примети и во тоа што го збориме у јавност и по тоа што го правиме на социјални мрежи, дека апсолутно не може ништо да не исплаши, а сите реакции што ги добивме за законот од сите политички промененци беа позитивни. Позитивни во целост. Дури имавме, тоа ќе го потврди и Јанаки, на средби со пратеници во собранието и од пратеничката група на СДС, како дури половината и беа расположени да го поддржат законот, но кај нас во собранието очигледно се знае како се гласа, како се зазима партиски став и пратеник нема право на мислење. Исто како судиите, значи, немањето право на мислење на вистина не е баш како судиите, во собранието е катастрофално. И еве баш тука ќе го спомнам законов за зголемување на платите, со кој што на пратениците им беше зголемена платата за 78%, кога се зголемија платите. Во поглед на судиите и на обвинителите, апсолутно го поздравувам тоа и апсолутно требаше да бидат зголемени плати, затоа што им се дава огромна одговорност. Они сепак носат одлуки со кои што на одредени лица им го ограничуваат, пример да земе кривичен судија може да го ограничи едно од најзначајните права, правото на слобода и да прати човек во затвор. Кога носите такви одлуки, за да не бидете корумпирани, односно да се тргнат сите сомнежи од вас, платите и треба да ви бидат високи за сето она што го работите. За разлика од нив, пратениците кои што немаат право да мислат, односно гласат баш така како што ќе им се каже, со исклучок на одредени, не заслужија зголемување и другите функционери на кои што им беа зголемени платите, не заслужија зголемување на нивните плати. Тука сакам и да ги спомнам и да ги поздравам другите вработени во судот, кои што со така наречен помошен кадар. Така наречен помошен кадар во судот, записничари, стручни соработници и било што, кои што со зголемувањето на платите не видеа ништо. А зашто е тоа спорно? Затоа што порано платата на еден суди и платата на еден вработен помошен кадар на судијата била 1:2, потоа се зголемила на 1:3. Да со ова зголемување сега, платата на еден вработен и на еден судија е 1:6, што е недозволиво затоа што тие луѓе работат огромен дел од работата и помагаат на судиите. Судиите ги носат одлуките, да, но без нив не можат да функционираат и на тие луѓе мора да им бидат зголемени платите. Исто како и на судиите. Не само тоа, гледате се и со ново зголемување на плативе, ја не можам се, например, сигурно доаѓа на нож кај пошироката јавност, бидејќи нели довербата во судството е таква каква што е. Меѓутоа и со ново зголемување ние имаме најниски плати на суди во регионот, например во Косово се повисоки платите во регионот и така да тоа е неспорен дел дека треба да се дигнат платите, меѓутоа помошниот кадар сега денеска живурка на минималец или едва и блиску до минималец и јас тоа го знам од бидејќи соработувам, имам вработени, значи тимски се работи таму. Да, нормално дека најтешката и самата одговорност е на судијата, меѓутоа теоретска шанса нема, барем во Скопскиот кривичен суд и во Скопското обвинителство, кај што обемот на работа е страшно голем, нема теоретска шанса да се сработи сам како обвинител и судија. И апсолутно тука наоѓам вина кај гранковиот синдикат, односно УПОС, затоа што многу малку чини за своите членови и еве јас ќе ви откриам јавно, не е никаква тајна, ме замолија да ги застапувам едно 15 на вработени во оделот за во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, на кој што УПОС не им дава да истапат, иако статутот на УПОС кажува дека со обична писмена изјава може да се па ги условуваат користеле пакетчи, а некои такви тривијални причини. Добро, користеле пакетчиња. Само сакам да кажам околу прашањето со зголемувањето на платите. Не верувам дека некој ќе се согласи дека не беше исправно да се зголемат платите на луѓе што имаат огромна одговорност. Па и претседателот на државата, и премиерот, и министрите, и пратениците не е... Добро, се и 80% е малку енормно зголемување. Од 80% енормно зголемување. Меѓутоа, ние имавме пред неколку дена човеков дека, значи од лицата со попреченост, со инвалидитет, кои што имаат, не знам, од државата 12.370 денари помош. Значи 12.000 денари. Треба да видиме реални. Имаме агенција за нуклеарни технологии. И на тој функционер, и на тој функционер му е зголемена платата за 80. Тој веројатно ништо не работи објективно. Што ви работи? Што би работел? Која нуклеарна технологија во Македонија? И за вселенски станици, да, нели Интегра имаше такво нешто во програма. Но апсолутно мислам подршка за луѓето што работат во судиите, бидејќи секој што бил таму знае колку има тие проблем. Еден период судските стручните соработници кои што се најблиски луѓе до судијата, кои што ги изготвуваат и одлуките и сето тоа,
седеа свесно во судот со помали плати затоа што очекува дека утре ден може да бидат избрани за судии. Но со воведувањето на Академија за судии и јавни обвинители, Таа приказна завршува. таа приказна завршува затоа што таму гледаме кој и како е примен. На феноменален начин, На мора да се феноменален признае. начин. Горан? Искам да бидам многу, сакам да го поврземе ова што го зборуваме вечерва со темата на денот и би рекол темата на месецот. Очигледно е, барем според мене како што гледам, дека владата паѓа или владата ќе доживее сериозно редефинирање и во тој контекст сакам да слушам како ќе влијае тоа на македонското правосудство, но ајде да го ставиме тоа за малку подоцна, иако ова емисија договорена уште пред една недела и ние не сакавме да откажеме денешниве гости да зборуваме на тема која што е супер актуелна денеска. Сите знаеме за што се работи, нели? ВМРО влегува во владата и така натаму, СДСМ со понуда прилично комплицирано, но прилично едноставно, но ќе го ставиме тоа за малку подоцна. Сакам да ве прашам вечерва како адвокатите се снаоѓаат со спрегата која што не е неминовно политичка, туку е повеќе, например, од некаква соработка во Академија за суди и обвинители. Зборувам за тој близок однос помеѓу огромен број на обвинители и на судии. Јас следам неколку случаи во последниве 3-4 години. Последниот на кој што бев беше Жан Митрев судењето, пред 2 недели чинам, и одна траекторија почесто во последно време. И гледам дека обвинителите, Лиле Стефанова е во траекторија, како да му е шефица на Илија Трпков, судијата кој што ја води траекторија. И на почетокот не можев да разберам и прашувам од луѓе што постојано седат таму од Коалиција за праведно судење, други има представници на овие организации. И види, тоа е нешто вообичаено, ми кажуваат помлади луѓе кои што го следат судењето. Вообичаено е да обвинителот доминира за време на процесот. И тоа е така. И тоа е така, сега конкретниот И кај Жан Митрев судењето се фрапира во обвинителката Искра Хаджичева, чинам дека се вика, судиката не го заборив името. Се гледа дека Петровска судиката. Не ја познавам лично да бидам искрен, не знам кој е фрапирав дека обвинителите се тие кои што диктираат со судењето нешто што искрено сега ние судење гледаме на телевизија, американски. Па во американските филмови судијата е Господ сега. Па веројатно имаме представа дека ќе да се така. Видете, тоа проблематично за вас како адвокати, но и за правосудството и за конечните резултати од судењето. Тоа е стара болка кај нас. Видете вака са примерите што ги давате бидејќи лично прозивате луѓе, можеби е и малце карактерна особина, се не знам, Лиле е по агресивна, Илија Трпков е човек кој што е вака подемократичен, така еден бугар судеше и така му викаше, вие сте многу демократичен. Значи, меѓутоа тоа генерално е кај нас стара болка, ултрапривилегираната, се уште ултрапривилегираната, иако е малце мрдната од место, меѓутоа се уште ултрапривилегираната позиција на јавниот обвинител. Јас ќе ви раскажам еден банален пример на кратко кој што го раскажувам во на сите советувања, а тоа е на пример кога ја пуштија новата зграда на Кривичен суд, има еден лифт за сите странки. Има втор лифт посебен кој што е службен за службени потреби на судот и кој што редовно и ден денеска го користат обвинителите, иако истите би требало да влагаат од истиот лифт. Јас еднаш се брзав, не можев да стигнам, каснев на судење, отидов да го искористам службениот лифт. Мене ми се собраа 6 судски полицајци, не знам ќе ме приведувале некои такви глупости, сега дека никој нема ме приведе. Меѓутоа, тоа би е банален пример кој што многу јасно ви покажува кој во постапката. Ден денеска, иако добар дел од судиите, особено поновите сега тоа и не го дозволуваат, меѓутоа во да речеме 40-50% од судниците едноставно пред да почне судењето, обвинителот си влегува унатре. Јас како адвокат сум свесен дека тој нема да прави или можеби нема да прави влијание, меѓутоа странката тоа го гледа и не изгледа убаво, влегува од службениот влез на судот и така на тоа. Меѓутоа најголемата привилегираност на обвинителите нормално се гледа преку статистиката. Јас ќе ви кажам затоа што сега во јуни ќе ми излезе труд за списание на Институтот за човекови права, каде што пишувам за непримената на пресудата Миладинов и други, а тоа е односно за прелесно определување на мерка притвор, кој што исто така не е стара болка, иако и таму е напредната состојбата, морам да истакнам. Значи 98,7% се осудителни пресуди, 99% од ослободителните пресуди, иако се многу малце, барем еднаш се укинуваат. И, например, во последните 4 години, бараните информации ми беа од најголемиот Скопскиот кривичен суд, во последните 4 години
слободата како мерка, затоа што мерка за обезбедување присуство вие од најбанална покана до најекстремната притвор. Па не знам, куќен притвор, одземање на пасош, ограничување на движење на општината кај што живеете и така натаму. Значи, во 98,5% се прифаќани мерките да се ограничи вашата слобода, не баре присуството не може да се обезбеди и со други полесни мерки. И тоа јасно го говори. Јас кога бев минатиот пат кај вас спомнав за еден човек, тоа се викаше Рейхан Исаев, кој што е последица на ова што го зговорам, да човекот правосудно го осудија набавтана, без прима фација и докази, значи врз основа на претпоставки и хипотези и направи таков лупинг апелациониот суд во Скопје да од првично кога ја укинаа пресудата беше дека товарот на докажување, што е нормално и тој вие го знаете, што не сте правници, е секогаш на обвинителот, да сега после 2 години притвор нив им беше тоа проблем и да што е повреда, јас ќе одам, не сум љубител на Страсбург затоа што тоа предолго трае и човекот ќе излезе од затвор, меѓутоа тука секако ќе идам за да барам после тоа одговорност, јавно го кажувам. Да, тоа го пишува во пресудата и тука е повредата, да, повреда на правото на одбрана и со тоа повреда на правото на првично судење, да, со тоа што алибито дел они сметале дека му било лажно, со тоа ние сме дел од товарот на докажување прешол на страна на одбраната, што е еден катастрофален став. Околу истова сега, доколку играме со скроз отворени карти, иако тоа може и да ми се одрази понатаму во застапувањето во судот, мораме да кажеме дека во многу чести случаеви, заради тоа и таков притисокот на обвинителството, да апелациониот суд во Скопје како второстепен суд знае да се однесува како продолжена рака на обвинителството. Кога имаме експозитура на обвинителство, буквално, кога имаме ослободителни пресуди на основниот кривичен суд, истите кога се обжалени од страна на јавното обвинителство, скоро секогаш се враќаат на првостепено судење. Исто така, кога обвинителството не е задоволно со казната која што изрекол кривичниот суд, кој што е осудителна пресуда. Ако има жалба од страна на обвинителството, 99% жалбата е усвоена од страна на апелациониот суд. И тука имаме една страшна ситуација. Робијаши, тоа е фама, се знае. Сите робијаши прашања се знае дека обвинителот пушти жалба на висината на санкција, дека судиите во основен кривичен суд, за да не им се враќаат пресудите од апелации и да не им се бројат негативни поени, судат така како што бара обвинителството да биде пресудено. Ова е факт. Но чекајте малку. Обвинителот е само еден. Нотирано, само извинете уште ова. Ова е факт, не се ова, знаете како, со многу колеги, видете, ја без разлика ова што го збориме, најголемиот дел од обвинители колеги многу ги сакам како обвинители суди, многу ги сакам како сите не, меѓутоа во најголем дел многу ги сакам како колеги. И кога сме го дискутирале ова приватно, обвинителите нормално викаат дека плачеме, меѓутоа знаете како, ова е нотирано и во извештаи на коалиција што спомна за правично судење, и во извештаи на State Department, значи нотирано и од фактори кои што не се дел од нели ние сме странки. Јас еднаш уште ова ќе го кажам на обвинителка која што познаваме, двајцата се нема да именувам, постара жена и значи многу ја сакам. Имаше студенти еднаш со нејзе, значи ги носеа од факултет, билам децава, знаеш, од каде се колешка, па вика од правниот факултет, викам деца ќе си отворите законот за кривична постапка и таму еднаквост на странки кај што пишува еднаквост на луѓе, вака ќе прешкрдате и ќе напишете, колешката нормално не се согласуваше и ги убедуваше дека тоа не е така. Мене делот што ме интересира, обвинителите, тоа го реков, се само еден дел. Една странка во процесот. Да. Тоа е само формално така. Тоа е само формално една странка. Формално така. И доминантна позиција на јас па смее ли да биде? Супер доминантно. Логиката, не смее. бидејќи човекот што е обвинет или не е битно фирмата што е обвинета, кој да е структурата што е обвинета, има право на треба да биде сигурен дека така. во законите постапка. И судијата е тој што конечно ги рамни, за ова сега најпросто што зборам, ги рамни доказите на едните и доказите на другите. Како може да му се даде предност на тој што по правило и по редот на нештата така би требало да биде. Ама така мора да биде, не би требало да биде. Така би требало, така мора, да, ама така не мора очигледно. Вако кажувате вие. Така не мора очигледно. Еве пред некој ден работевме судење на организиран криминал, нема да спомнам со кого и како. И кога во неформален разговор зборевме дека за конкретен обвинет треба да биде определена мерка куќен притвор, кој што да не се лажеме е сепак мерка притвор. Така, втора најстрога мерка за обезбедување присуство, да тука обвинителот каже, ама ние во обвинителство имаме став дека мерката куќен притвор била привилегија за обвинетите.
Како е привилегија? Затоа што он си смета дека осуден веќе тоа ќе му влага казна. Значи има логика, има логика нека. тука обвинителот му кажува на судот дека таква одлука не треба да биде донесена. Така. Се меша буквално во Не само тоа, одлучувањето. гледайте сега. И кажува Меѓутоа и седењето дома, И- 24 часа врзани во... Па идете седете неколку значи, месеци па, дома и прво- ќе правиме муавет. Да, 24 прва часа работа, во 50 квадрати воопшто не е занемарување. Обвинителите често прават притисок со мерките за обезбедување присуство, посебно со притворот. Така, Притворот е мерка за притисок кај нас, а иначе треба да биде мерка за Особено долготрајниот притвор. Треба да биде мерка за обезбедување Особено присуство, долготрајниот односно притвор. на едно лице да му се обезбеди присуството во текот на трајањето на постапката. А да не зборуваме какви се Поправила нешто, условите. освен во екстремни случаи, да Само тоа во стварно има екстремни причина случаи. Јасно, на јасно. завршена истрага, самиот обвинител треба да бара да се замени со полесна Особено што притворот во Македонија е полош од веќе пресудена казна. Гледайте сега, Затоа што во притворот дел- во Ако Македонија ако збориме за притворските оделенија во Македонија, не сакам ни да ги споменам. дел зборувам. Може видовте Во Горан Ангелов шутка имаше тамо, објавено да. кога дојде до телефон со слеки, таму каде што идат притворениците по голема нужда, таму пијат вода. Па тоа го зборуваше и господата што беше кај нас И Елена Дотиновска Божиновска. Елена исто беше Добро, одреден дел во кратко беше притвор. за среќа. Меѓутоа, Кратко, три условите се месеци, од тетовирање се па и беше. полошо. Така мислам дека, ама тоа... Но два условите или се три месеци. ме рекоа дека од тетовирање од филмот се преубави за овие што. Сигурно се Условите, исти. значи тетовирање е снимано во затвор и дризово. Затворските Не, услови... и во шутка. И во шутка е дел, ама во затворското оделение, не во притворското. Тоа затворското оделение го видовме во тетовирање, е хотел со 5 звездици за Зависи, притворското оделение. не сакам и да замислам, Гледайте, треба да да. бидеме малку и самокритични. Дел од за дел од состојбите е виновна и самата Фела, мојата Фела, затоа што за жал се наполни со клатоглавци и со подлизурковци, кои што на мене јас ќе ви кажам кога беше апсена една од групите, не главнава група која што беше обвинета за настаните од 27 април во собрание, туку неколку групи за учество во тоа беа судени. И моја колешка исто така многу ценета, со која што учев средно, значи вика ние седиме, доаѓа обвинителот, инаку обвинителот нема да го именувам, меѓутоа е овој кој што му е омилен на Момировски. Значи вика влегува вели во. Значи ние седиме, чекаме, не повикал судијата, влегува, што самото по себе е проблематично. Влегува кој судија, ние го слушаме на глас дека он се диктира темпо на кој треба да се одреди притвор. Колешката, како што дал Господ, што е за мене многу позитивно, уствари приемчиво, вика влегувам, јас и седнам, вели ја не ме повикав судијата. Како вие не ме повикате, вие го разговарате предметот. Во меѓувреме влегува друг адвокат и се извинува на судиката во мое име, демек сме ја, ние се вознемирувале како така, сме си дозволиле да влегуваме. Друг пример еклатантен кој што сакам да го кажам и затоа сум крајно настроен наспрема ова раководство на мојата комора е кога тогаш Драган беше жртва кога беа ишутирани, буквално ишутирани 50 адвокати од страна на Добрила Кацарска која И плати и казни. која што беше подоцна наградена за нејзиното однесување. Адвокатската комора излезе со некој кисен мејкап соопштение, наместо жестоко, и со предупредувачки штрајк да излезе и така да ги заштити колегите. Јас многу жестоко реагирав тоа по социјални мрежи, иако не бев одбрана на тој предмет, да се солидаризирам со колегите. Еден член на управен одбор и една колешка која што гравитира околу раководство на комора и владеачка партија, ние сакале да одоговлекуваат, не баре па и нелегитимно да одоговлекуваат, а што да одоговлекуваат кога се во притвор сите и не им одговара да одоговлекуваат, значи да не е во притвор или да па да се одоговлекува, нормално има логика, меѓутоа кога се луѓе во притвор, која е логиката, така да во дел мора да бидеме самокритични дека и дел од нашата фела сноси вина, меѓутоа и по дефиниција, и по пракса, барем јас тоа го практикувам, а и Драган, буквално адвокатот е последниот бедем на одбрана. Овдека само ќе му дадеме на збор на Горан, само сакам нешто да ве прашам, можеби и како да го наречам тоа, лично, но сепак. Вие двајца кажувате навистина работи кои што се не се осмелува секој да ги каже, од друга страна секој втор ден сте или секој ден сте во судница. Но секој ден сте во судница. Предпоставувам, сам прилично сте активни како адвокати и сето ова, нели, ви е страв дека за вас двајца ќе носи последици во вашата работа, зборувам. Нели вашите клиенти поради тоа може да бидат загрозени. Се надам дека не е сватено погрешно. Не. Нели вие двајца може да влезете во Одлично те сваќам и апсолутно не ми е страв од тоа. Јас сепак сум професионален во судница, очекувам и другите да бидат такви. Ова се проблеми кои што реално постојат и треба веќе да бидат кажани, а не да се ставаат под тепик секојдневно. Субјективниот елемент, знаете како убаво што вика Драган дека треба да бидеме професионални, очекуваме и судијата и обвинителот да бидат поставени, меѓутоа се дека и до толку да бидеме наивни дека субјективниот момент
не би постоел, не, меѓутоа во главном до сега не сум имал посериозен проблем, можеби и затоа што држам до себе, верувам и Драган ќе каже истото. Значи едноставно преку личен пример сакам да докажам дека адвокатот не може да биде газен и дека не е таму да биде формалност. Статистиката ако ја гледате испаѓа дека присуството на адвокат кривичар е формалност. Јас кога бев студент и на позипломски и магистерската ми беше од таа област, многу сакав да работам кривично право. Кога ќе почнете да работите, значи реалноста ве удира во глава. Од пред 10 години 11 кога јас сум почнал, кога сум се лиценцирал, а во Издев сме лиценцирани на 1.4.2012, работите не е дека не се поместени, меѓутоа се уште далеку под задоволителното ниво, јас имам големи очекувања од доаѓаат времињата на мојата генерација кога се повеќе луѓе од колеги и колешки од мојата генерација ги бираат за суди и мој апел до нив е да не прелесно влегуваат во калапот. Меѓутоа секогаш треба проблемот да се бара кај повисоките судови затоа што и тоа што го кажа Драган, судиите ги оценуваат, разбирате? И ако имате ви амбиција да идете напред, имате многу укинати пресуди, нема идење напред. Ја ќе ви кажам кој е мојот став за да се надмине и тој проблем. Да еден судија мора да има амбиција да цели повисоко во својата кариера. А ако нема амбиција да цели повисоко и ако повеќе време стагнира во одредена област, треба да го напушти судството. Пример, одреден судија да почне како судија на прекршоци, па да влезе во кривичен суд, па потоа да мора да не те бираат, да мора да те изберат да напредуваш во апелација за да не може да изберат па има лимитирано кого мести му апелација, не е така. Да не може да се избере кого било, па истите тие судии понатаму да бидат избрани во Врховен суд. А судија кој што не ќе да биде избран на повисоко ниво, слободно некако напушти судството после одреден период. Не е дека знаеш како луѓето не ги гледаат и позитивните примери. Например, пред да го прошират, пред да ги спојат организиран криминал, претходна постапка и редовна постапка, имаше многу добар состав на судии на претходна постапка, кој што стварно внимава, но че сум ги кажал повеќе пати, сум ги кажам пак, тоа се Сандра Крстич, беше Васил Динковски и Даниела Димовска. Даниела е сега во редовна постапка и има висок степен на ослободителни пресуди, ама и она охрабрена, ја и кажам да не се храбри зашто сега ќе доаѓаат од луѓето од апелација, очигледно нема искуство во тој дел. И стварно тој состав за мене персонално беше, не ги подценувам никој, сега се релативно окей, меѓутоа притвор е екстремна мерка и баш треба сега во јуни да ми излезе трудов кој што не ги покажува, тие се многу пати нотирани аномалии на системот, значи копи-пейст решенија, копи-пейст образложенија и користење на иста сумарна формулација, да речеме ако сте една година во притвор, значи буквално се копи-пейстира, се менува датумот и се копи-пейстираат причините, користење на висина на запретена санкција, иако во Миладинов и други против Македонија тоа детектирано како повреда на правото на слобода и континуираниот притвор се смета согласно праксата на Страсбург за непотребен, освен ако нема цврсти причини за тоа. Горан, морам да дајме збор на Горан, иако Горан ми пишуваат, како се вика, гледачи, дека не се слушаш баш убаво, меѓутоа бајде, да пробаме, се надевам дека ние те слушаме убаво. И јас да. Ајде да се обидеме, пред да одиме на класична политика, ме интересира уште едно прашање од нашите вчерашни гости, дали политиката или бизнисот повеќе влијае на правосудството? И двете. Сакам да потсетам тука на една изјава на Павлина Црвенковска, председателката поранешна веќе на судскиот совет, која што кога си даваш оставката рече дека имало бизнис влијанија и остана жива. Да, јас многу сакам со примери, многу сакам да ги образложувам овие прашања. Имаше два примери, има повеќе примери, ама се ми текнуваат на два. Едната е фирмата, го заборив име, Серта, мислам дека се вика Серта. Ја чистеше тендер за чистење на владата и пред неколку месеци разбрав дека фирмата со месеци е блокирана сметката. Сите сметки на фирмата се блокирани. Значи практично фирмата се тужи за еден тендер кој што не знам 1,5 милион, не знам колку точно беше, некоја поголема сума, меѓутоа е комплетно блокирана фирма со над 500-600 вработени. Значи фирма која што прави годишно сигурно десетина милиони евра. И тука, например, јасно е дека не се работи само за политика, дека има комбинација политика и бизнис. Или последниот пример со Жан Митрев. Исто така, сега прочитав некаде десетина месеци Жан Митрев клиниката со не знам колку вработени има, сигурно исто 400-500 вработени, блокирани жиросметките. Зошто обвинителството, нели, на барање на обвинителството се прави тоа, не направи како што е тоа ред во нормалните држави.
таа жиросметка или таа линија од жиросметката приходот Што што го заплати правите само? повторно со кривичното дело не се блокира, оставете ги да работат фирмите. Зошто 1000, еве само за две фирми имате 1000 вработени кои што може да отидат во стечај и да ги купи некој за малку За пари. жал, Горан ја вака би ти ги поделил тука работите. Бизнисот е повеќе застапен во Остоен граѓански суд во Скопје, кој што е класична експозитура на ДОИ. Политиката е повеќе застапена во основниот кривичен суд. Притисоците во бизнисот се прават, да гледаме сите преку ДОИ, затоа што ни се бизнис ориентирана партија, а политичките притисоци се прават во кривичниот суд. Примерот кој што го спомна Јанаки, а согласно насловот кој што е на емисијата, кога не испоказни сите. Кацарска, затоа што во збориме дека адвокатурата беше последен беден, проба да ја натера адвокатурата да коленичи во судница. Значи, буквално немавме каде да запишуваме, викаме каде судија обезбедете ни услови, заштитен сведок е, мораме да имаме услови за ова судење. Клекнете, вика, и на колено запишувајте. Клекнете на колено запишувајте, со нас нема. 35 адвокати, сложно си станавме. Чао, пријатно. Сериозно ви рекоа така, клекнете на колено. Клекнете на колено, запишувајте. И тогаш си станавме сите солидарно. 35 луѓе без освен еден пример Нинослав што стана, кој што се испокара па доби многу повисока казна од нас, сите сложно искочивме од судница, а Нинослав па ја имаше најголемата среќа затоа што цел тој револт на Кацарска му изрекла казна која што не смела да биде изречена и он не плати казна. Во делот гледај сега, например конкретно за Жан Митрев, мислам дека тој и стратегија на одбраната да оди на екстремни мерки, можеби сум пристрасен од поспособните обвинители во скопското обвинителство го води тој случај, сега тебе може тоа не ти се допаѓа што го служиш, моето мислење е тоа, верувам и Драган дека ќе се согласи, меѓутоа мислам дека и самиот обвинител таму предложи на обвинителството, не на одбраната, така како разбрав. Не, стратегија на одбраната е да не, одбраната има опција да понуди банкарска гаранција, например, дека ќе биде обезбедени побарувањата, затоа што јас таму во тој случај застапувам еден човек кој што е оштетен, за волја на вистината застапував еден човек кој што не се чувствува дека е измамен и еден човек кој што се чувствуваше за измамен, меѓутоа не сакаше да се занимава со судска постапка. Не можеме да прејудицираме вина, тоа е доста комплексен случај, меѓутоа имаше опции одбраната да го бајпасира тоа, исто како што и обвинителството на располагање има повеќе методи за обезбедување на побарувањето, а да го обезбеди во исто време и нормалното работење на болницата. Инаку во делот на притисоците. Многу луѓе, лаичкава јавност смета дека, и тоа знаете како изгледа, влагате во суд и вие викате, ја имам пари и сад дајте кој да корумпирам за да се решам работа. Политичкиот џокер, особено во кривичните судови, многу поголема улога игра и многу поголема работа ќе ви заврши отколку било какви парични средства. Прво е жално да се тврди дека, барем ние тоа го знаеме, дека во најголем дел или во голем дел или не знам од обвинители или судија се корумпирани. Ја конкретно сигурен муабет, односно сигурен доказ не знам за ниеден судија или сум начул за еден или двајца обвинители од 500. Меѓутоа знам со сигурност за повеќе судии обвинители кои што се приемчиви на политички притисок или да бидам искрен скоро сите се. Ви се допаѓа вокабуларот на Митровски, да. Скоро сите се. Граѓанскиот суд не сум согласен со Драган, со Пешевски, затоа што граѓанскиот суд многу полесно можеше да диши, затоа што сите политичари кај нас кои ќе дојдат на власт, нив заради притисок им се битни. Кривичен суд, кривични совети, претходна постапка кај што се одредуваат притвори, апелација, нормално врховен тоа, се и некако во граѓански суд многу послободно може да дишат до пред некоја година додека не се пензионира и додека не например одделот за семејно право беше како да ти кажам, крем дела крем, значи судија до судија од Зоре Треневска, Радмила Карановиќ, Гордана Ролевска, Ќупевска, Лидија Крстевска, од овие 4, 3 се веќе пензионираа, Зоре Треневска се пензионираше во апелација, а за жал Карановиќ и Лидија Крстевска, кои се феноменални судии, се пензионираа како основни судии, бидејќи такви судии не бараат не толку одсекот за семејно право, колку одсекот за трговски спорови, и за имотни спорови. Разговорот што го правите е феноменално, морам да признам, не сум сигурен дека публиката може во целост да ги следи со оглед на имињата и не ја знаат сите вашата афела толку добро и како оди сето тоа се имињава. Мислам дека и Горан би се збунил што сама со тоа се занимава. Не, ги прати Горан, ги знае. Спомна Јанаки
дека не си љубител на одење во Страсбург и така натаму, реакциите од нашите западни тој предмет партнери 100% ќе да му се. Во ред, сака да кажам. Чекам врховен да не одбијат и реакциите водим на западните партнери, нели така ги нарекуваме, секогаш со страв ги доживуваме овдека, освен кога се во прашање реакциите, односно критиките за случувањата во правосудниот систем. Имено само една реченица да прочитам. Вели да признаам, имам сомнежи дали начинителите во правосудството и политиката им е јасно колку ЕУ навистина одблиску ги следи процесите за владењето на правото. Да. Ова го вели амбасадорката на Шведска Ами Ларсон Јаин пред некој ден. Значи, имам впечаток дека Европската унија кога се опрашање вакви работи не се шегува, навистина следат, навистина имаат И не ги чекаат извештаите на нашите органи, него си имаат они своји. имаат свој. Си имаат свој извештај, Меѓутоа, фрапира колку нашата политика и веројатно чинителите кои што имаат глас во правосудството за оваа работа се рамнодушни. Па Драган го спомна Војо Димовски колегата кој што беше обвинител сега не е колега адвокат, тоа му беше прва професија од Феливе, па беше обвинител па не знам 8 години. И он денеска, само извини Драган, не сега ќе ти препуштам, и он денеска имаше објавено дека каква Бугарија, какви бугари у устав. Значи нас Холандија ќе не блокира. Па Холандија веќе да судски скратија милион евра и ти гледаш дека во судски совет мува не ги лази. Никаков проблем. Ти вика дека тоа се неосновани Излегува соопштенија дека тоа се неосновани наводи, да. Па холандјаните не се мисличини дека не се толку наивни да речат. И не само тоа, и морам да се согласам, еден од објективните амбасади во држава. Ајде да кажеме така. Ајде ќе кажеш, не знам, на САД, на Русија, тие се, значи биполарни, меѓутоа едно од најобјективните. Холандија, Данска, Белгија, Шведска се едно од тие инсистираат на владење на правото и тоа да нас ќе не убие нас веројатно во преговорите со Европската унија. Ќе ви дигнат Јас ручна, согласен. Да, какви бугари ќе биде прашањето вие немате ручната ќе дигнат до нова година ќе ги внесат во устав. Ама не треба да очекуваме реално дека политиката ќе ги тргне некад пипсите од правосудството, затоа што добро, тоа е предизвик за секој политичар. Моќта и богатството од политиката ќе се произведуваат на незаконит начин, се додека има неказнивост на високи профили. Неказнивоста на високи профили ние на сите јасна. Инаку Драган за 27 април гледаме што се случува, кој лежи во затвор, кој не лежи во затвор. Не, ама не само тоа. Еве, инаку кога зборувавме за високиот степен на осудуваност, тотално обратна состојба имате кога се работи за високо профилирани случаи. Таму па не излеа и таму требаше да стажираме со Драган кај сега не дека ги зафркавам колегиве, меѓутоа таму па нема жалба што не се усвои. Значи нема жалба што не се усвои, таму па има 99% прак на усвоеност на жалби. Така да многу е јасна ситуација, видите народот не пие нафта. Орловата фарма е совршено функционира. Баш Орловата фарма функционира. Меѓутоа гледате, ако речеме еве 4% дека доверувате во судството, знаете како сега ја не се согласувам со тој процент бидејќи сега ние сепак практицираме. И можеби би требало да се направи меѓу адвокатурава оваква една анкета и процентот сигурно би бил повеќе од 4, меѓутоа би бил далеку подзадоволителен затоа што го бутка високо профилираниве случаи. Судот релативно добро работи, ако речеме за кривичниот што ја ништат одбранава. Инаку не е дека е под токав притисок, меѓутоа на високо профилирани случаи тоа е видливо. Со други зборови имаме правда за 100 грама марихуана, а правда за украдени милиарди од буџет немаме. Ја имав случај, само морам да го кажам, ја имав случај да апелационен судија женско се работеше за дете кое што беше епилептичар и кое што си имаше набавено 300 грама канабис за да прави улје од канабис. Значи гуапсија немаше ни, значи во една кеса без паковки, вагата му ја проверуваа, беше без траги на канабис, значи не беше за продажба. Првостепениот судија кој што е сега на оддел на малолетници, еден човек цар, имаше разбирање, иако беше со скепса, вика на ќе се жалат, знаеш вика горе како иде. Викам сега ти дај му условно те молам, затоа што човекот гледаш дека е со епилепсија, со документи со се, има реален проблем. Да, во ред. Му досуди условна апелација, се жаля и ја доживав, тоа ми е кажано од случен соработник, да коментира без срам и перде апелационен судија дека еве сега ја многу сум зборел, као не баре ја треба да одам у затвор, ме разбираш? Па преска реков дека можеби заради вашево зборување јавно. Не, супер заврши затоа што му дај година затвор, меѓутоа после Стево Пендаровски тоа беше прво помилување за член 215 после 10 години бидејќи Ѓорги Иванов имаше некој тврд став, он не разликуваше марихуана со канабис со други наркотици или од кои причини се зема и многу добро заврши. Ја не можев да издржам познавајќи се себе си на друга јавна седница, значи го оставив пред маса помилување.
образованието и посочив дека не успеала да ме научи на памет и нема ни да ме научи на памет. Мене знаете што ме фрапира искрено и за двајцата ова прашање. Високо профилираните случаи ги спомнувате, дека за нив речиси по правило се суди неправилно. Не правилно. Ја мислам дека баш за тие случаи се суди правилно. Таму одбраната ги има сите механизми на располагање. Таму одбраната е еднаква со обвинителството. Се разболуваат но тоа е затоа што медиумите се многу, но медиумите се многу гласни за овие случаи. Сега тоа е претпоставувам вие имате случај некој за другите предмети име гајле. Па само сега Не, ама им е гајле на мен глеси на чинителиве кои што да речеме. Па тоа, иако медиумите зборуваат, иако се дига, нив не им е гајле, тоа беше поентата. Ама апсолутно е така. Апсолутно е така. Тоа значи дека судот на јавноста е неважна. Јас сум имал случаеви, сега ќе ви кажам, баш се работи за предмет како што судат сега еден наш колега Тони Менкеовски за истакнување на знамето. Да, на 16 треба да се појави за истакнување на знамето во суд. Имавме судење со, може го знаете, од рапериве Пука Козметика, Жарко Масларковски. Па го знам, затоа што ми беше сосед во детството. И него го гоне за истото, односно тоа прекршочното дело се вика истакнување на знаме кој што не ги содржи обележијата со закон, кој што делик звучи многу глупаво. Глупаво. И лаички го ја има планинарски клуб кој што не беше регистриран, па имав направено ПКБМ знаме. И сега тоа знаме не ги содржеше обележијата со закон и требали некој да ме казне за тоа. И имавме една одвратна, морам да кажам, судика во прекршочна постапка, која што не ја сметам за најстручна во својата работа. И кој што сакаше да го казни без да го распита на било каков начин, и тука ги уклучивме Зелена лупа, коалиција за правично судење и после одреден период истиот добил слободителна пресуда. Добро. Таа пресуда стана правосилна. Сега ќе се навратим и на овој предмет за Тони Менкеовски. Тука би му укажал на колегата, ќе му ја дадам пресудата, дека македонските судови со правосилна пресуда имаат одлучено дека истакнувањето на знамето, на старото државно знаме, не е противправен деликт. Тоа значи дека македонските не е преседан. Македонските судови тука за мене се иде маце и на повисоко политичко ниво. Македонските суди тука судови со таа правосилна пресуда го побија и престанскиот договор. Инаку, од истиот настан, не сега ќе ти кажам и како се преписува. Од истиот настан нив им се отвори кривично правен предмет кај што сме ја и Драган бранители, напад на службено лице. А ја тоа со сигурност знам дека не е така, затоа што во вечерта кога се деси јас бев во политичка станица и по насока на најавен обвинител беа лишени од слобода за неовластено снимање, односно снимаше едниот со мобилен. Зборуваме за Жарко и Дарко од Козметика, за некоја збора. Почна и сега они таму значи рецитира некој патриотски рап рецитали фристайл, нели така се вика во станица, беа доста вокални и доста вокално кажува и доста вокално кажуваат дека ќе ги пријават и ќе бараат одговорност. Луѓето пеат тоа. И тука од утре дента стана напад на службено лице. Иначе не е истиот настан. Знамето беше за Вардар кога го освои. Не бе името кога го менува. 100%. После финалето Вардар Ракомет. Може стана европски шампион и он си го закачал знамето на него. И полицајцот што имаат одредени несогласувања, морал да му измисли. Само да кажам, мислам дека Тони Менкиновски, поздрав во овој случај за колегата Менкиновски, апсолутно нема да има проблем да се бори, мислам дека ги има сите инструменти во своја рака. Горан, треба да одиме на реклами, освен ако не си во оваа тема конкретно нешто. Он политичката чека. Не, сите теми о просудството мислам супер интересни. Менкиновски беше кај нас нели и првиот пат кога доби тој. Мислам дека има две пријави прекршочни, ми се чини дека и за Водици истакна знаме во Охрид и за 27 април. А интересно е што во претходно во Скопје, во центарот на Скопје истакна знаме, истото знаме го истакна и тогаш немаше пријава. А малку е чудно, во Охрид е забрането знамето. А во Скопје не е. А во Скопје не е. Тоа предпоставам и вас ви прави многу често проблем. Мојот случај беше за истакнување знаме у Скопје, така да и у Скопје, кој како сага си го толкува законот очигледно. И полиција си пушта барање за прекршочна постапка, очигледно политички инструирано и на подобни луѓе. Да. Овде сепак ќе побарам. Луѓе се плашат дека во Скопје луѓето ќе реагираат
Поинаку не знам како да го протолкувам, ама претпоставам дека тоа за вас е сериозен проблем. Поделба на толкувањето на законите. Добро, да. Овде ќе побарам кратка пауза за реклами, нема да биде баш кратка во случајот, но морам да ја побарам. Инаку еве не предупредуваат нашите верни гледачи дека во случајов понекогаш двајца и тројца разговараме во ист момент, па тешко е за следење. Внимавајте. Значи разговараме со Јанаки Митровски и со Драган Пишевски, се враќаме по рекламите. И по паузата за реклами продолжуваме со оваа партизанска емисија. Рековме во студиото се двајца герилци на македонскиот правосуден систем. Да, еден герилец новинар и уште еден од другата страна на камерата, господинот Горан Момировски. Рековме ќе позборуваме малку и за овие политички прашања, меѓутоа морам пред тоа само да ве прашам, постои една фама во јавноста, знам што ќе кажете, меѓутоа сепак постои една фама во јавноста дека адвокатите се феноменално платени, дека живеат феноменално, во секоја смисла на зборот, дека за нив нема зима, нема снегови, нема ветрови, се супер. Тоа е баш така, како што кажувате, фама, затоа што има 3000 или преку 3000 адвокати во Македонија. Ќе ви дадам информација која што е бајата 7 години од 2016, во 2016 година кога што имаше и помалку од 3000 адвокати во Македонија, 450 беа со блокирана сметка, тоа значи дека не можеа да извадат средства ни за основниве трошоци, да ги режимскиве трошоци да ги покријат. Како и во секоја професија, не знам, топ 10% сигурно дека живеат повеќе од добро, и кога се зборува за тоа кога тоа Снежана Лупевска го правеше во емисија, односно ги вадеа 10 најплатени адвокати, и таму се стварно фрапантни суми кои што се онака незамисливи. И сега ја и Драган што работиме 3-14 години и да речам дека барем за мене можам да кажам дека сосема солидно заработувам, не можам да ги сонувам тие цифри. Така да, но се уште работиме професија која што е, да речеме, добро платена, ако сте ангажиран, колку што сме ние ангажирани, да речеме, не би греота би била се жалам, меѓутоа е мит дека ви отварате канцеларија и сега пари ви врнат од небо. Значи, мене ме праша еден човек, јас не сум слушнал, односно ми коментираше зајадливо на социјални мрежи дека он не слушнал за адвокат што се изелил. Јас лично знам 6 адвокати што се иселиле од Македонија. Оче било многу убаво. Оче мети млека во нашата струка. Тука морам за Снежана Лупевска да се вратам кога водеше емисијата, не знам како се вика колегата, кој што обидливо го стави на прво место. Изгледаше исто како мене и сите ме помешаа. Ти се вика најбогат адвокат во Македонија. Добре, и пошто се тоа јавни информации од УЈ, па еве ќе кажам, значи профит имаше за последните 3 години од 2,2 милиони евра, значи чисткар, меѓутоа тоа се навистина бројки кои што 99,9% од адвокатите може да ги сонуваат во... Тоа е како Горан нешто, прилика во новинарството Горан тука е негде 2 милиони 100,000, не сум сигурен. Нешто под 2, Јас мислам околу 2 милиони. Но добро, ајде Горан. Пак имено така е потврдува. Да, Горан на камера си те потврдува. Но ајде да се продолжиме со тоа што сакавме да го почнеме пред рекламите. Горан, повели. Искрено многу теми има, уште еднаш ќе одложиме ако може, ме интересира само на нашите гости околу денешната изјава на министерот за здравство кој што најави дека пациентите од Косово и од Албанија имаат ист третман како македонските граѓани и лечени во Македонија. Бидејќи не биле странци. Така се извади, да. Ја тука баш и на социјални мрежи споделив, очигледно нас на правен факултет све не имаат учено погрешно. На правен факултет научија дека државјани на Република Македонија се луѓето кои што имаат македонско државјанство, и странци се луѓето кои што немаат македонско државјанство и имаат живеалиште во друга држава. Не морало на правен факултет ова да го слушаш. Ова се учи во 6 одделение. Ова е Ајде да не збориме. Да, очигледно тука не збориме за право и за правда, тука збориме дека кога ќе станеш министер, посебно во ваква влада, ти кажуваш што се законите, како се законите и како функционираат работите. Не мислам дека е толку мислам дека повеќе популистичка изјавата, затоа што сигурно никој нема да дојде од Косово и да се лечи во јавното здравство кај нас. Во приватното. Туку ќе се лечи во приватното, во Систина и како што е случај, да. Како што е и случај, повеќе е популистичка изјава, али е недозволена. Меѓутоа, Горан, тоа е политички опасна, па дури идентистичка изјава во контекст, не е дека голема Албанија е непознаница на овие простори, дека не е влажен со ни на многумина во држава и затоа е политички опасна држава. Меѓутоа, знаеш како, ја немам ништо против тоа да се случи ако се примени еден добро познат меѓународно правен принцип на реципроцитет. Да, ние се по исти цени се лекуваме во Косово и во Албанија и во тој случај
не би имал проблем. Имаше стар добар министеров Меджити со најава дека ќе ги укине, нели, барем ја тоа го поддржувам, затоа што се покаже дека тоа само да се испумпуваат пари да се пикаат партиски кадри на 32 клиники, односно да биде само со еден директор, и економските директори кои што не им ја гледам улогата да се укинат. За сега ова што се случи со кардиохирургија и да човекот не сака да попушти, значи сега гледај, човек што прв пат направил трансплантација на срце во Македонија, така, да. тој немал резултати, мислам, знаеш, као да ти ураз. Да, инаку ја да бидам адвокат, само сакам да бидам адвокат. Реципроцитетот. Само сакам да бидам адвокат на министерот. Да го потребуваме реципроцитетот у односите со нашите соседи, не само со Косово и со сите други. Кај ќе ни беше крајот, да. Кај ќе ни беше крајот и како ќе функционира. Но сакам да бидам адвокат на министерот. Тој рече дека ќе се обиде исти вакви односи да направи и со Србија и со Грција чинам. Ама дали но потенцираше на реципроцитет. Затоа не сум сигурен. Супер. Значи потенцирано беше реципроцитет со Србија и со Грција. Или Бугарија, не ме фаќате. Меѓутоа дали со Косово тоа ќе значи реципроцитет. И можеби ти сакаш да одиш во Косово и да се лечиш под нивните правила со парите што ги плаќаат косовските државјани. Во Банско, кога да идам во Косово. Не, тука ја не го разбрав дека они не е со парите на даночните обврзници, туку они треба да го платат лекувањето на приватно. На ист начин како што плаќаме ние. По истите цени, доколку јас сум вработен, но не сум си ги платил придонесите за здравствено, треба да си го платам лекувањето приватно. Да. Мислам дека на тоа мислеше и тоа е апсолутно невозможно, тоа никој нема да го плати, но изјавата е недозволива. Недозволива, да. Горан Повеќе. Дека не се станци. Проблемот е што на Косово, например, немате вие државен здравствен систем. Еден од проблемите, но поголем проблем е што во меѓувреме можда некој прогласил голема Албанија, ние не знаеме. Тоа беше тука согласно. Затоа ти кажам елитистичка е таа изјава. Популистички. И сега тука дојдеме до темата за која што веќе ќе немаме време за жал. Практично во владава секој си прави како што си сака, си дава недистички изјави, си дава било кој, нема никаква одговорност. Сега ме интересира мене премиерот Ковачевски за ваква изјава во друга нормална држава ќе го сменеше министерот веднаш. Овдека нема и сега испаѓа се овдека не се работи за кадар на ДУИ, се работи за кадар на Алијанса. Меѓутоа, коментар од ваша страна, колку е оправдано барањето на ВМРО ДПМН да влезе во владата, а ДУИ да не биде внатре, кога еве сега гледаме дека и од Алијанса министерот политичко самоубиство за ВМРО. Без разлика на мојот анимозитет кон таа партија која е ноторно корумпирана према не знам Али Ахмети кој што влече корени од 2001 година, значи Али Ахмети како прагматичен политичар треба да се изучува на политички студии на сите правни факултети од држава. Стварно треба да му се симне капа на човекот за неговата политичка прагма, затоа што 20 години ти да водиш се извинувам партија која што е ноторно корумпирана и да не може, значи, ни до врат да ти дишат, и ако Горан ќе се согласиш, он во последниве 2-3 години буквално ги изгоре, ги потроши. Алијанса без алтернатива, влези излези у влада, влези излези у влада, влези излези у влада. 10 години предходно ДПА готово не постои и он ги изгоре сите нив. Ковачевски, како да ти кажам, човекот е сконцентриран да дрпа со 3 раце, затоа што многу му е јасно дека премиер ќе биде уште многу кратко, меѓутоа најнепромислен потек би било ВМРО ДПМН ако влезе во ваква влада, па дури и тоа да го условува да е без ДУИ. Знаеш како, ја во последна колумна за Фокус баш за тоа пишувам, се вика антинародна широка коалиција, значи мене ми е малку и комично се тоа сатанизирање на ДУИ, а сите знаеме дека се најпосакуван партнер на секоја македонска партија, од проста причина што Џандар Збира ќе направат и на следните избори. Ако се сеќаваш и Заев уочи последните парламентарни избори, на тоа се обидуваше затоа што тоа не е омилена партија кај македонскиот дел од електоратот, тоа е факт. Се обиде да ја сатанизира ДУИ и као ќе опраќаше Али Ахмети во политичка пензија, кој го прати во политичка пензија, сите сме свесни. Политичко самоубиство ќе биде на ВМРО ДПМН, но мислам дека тука има притисок и на странскиот фактор, а најголеми добитници ќе бидат ДУИ и Левица, а ДУИ од проста причина што тие велат ние нема проблем, ќе излеземе од влада, вон влада ќе бидат 6 месеци. Внесувањето на бугарите во уставот ќе доведе до тоа да падне рейтингот и да се намали разликата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, која што сега за сега е огромна. А со самото тоа вредноста на ДУИ на политичкиот пазар неколкократно
да порасне и тоа шалехмите веројатно и за цар ќе треба го прогласиме. Тоа сакав и ја да го спомнам, тука треба да ги следиме реакциите на ДУИ веднаш по ваквите најави на ВМРО ДПМН дека сака влада без ДУИ. ДУИ мислам дека Бујар Османи беше Одговорија после половина час. Веднаш. После половина час одговорија дека веднаш би искочиле од влада доколку се Шопатов ќе трае 6 месеци. Да, затоа што да не се лажеме, изборите ќе бидат едните ќе бидат за 6 месеци, другите ќе бидат или максимум до една треба октомври да има избори. ДУИ последните 20 години е нафатирана до толку многу да може да биде во опозиција без проблем 3 години без никаков проблем да биде во опозиција и после да биде повторно апсолутна власт во држава. Така да влегувањето на во таква влада на ВМРО ДПМН е политичко самоубиство. И за ВМРО, а прифаќањето на таков предлог и за СДСМ ќе биде политичко самоубиство. СДСМ поголем ќарки има. СДСМ ќе има поголем мајн затоа што ќе намали разликата, ќе го влече ВМРО ДПМН надоле, ќе рече еве вие толку се будете. Убиениот рейтинг им го дотепа, Не, затоа што пола од министерствата како што не е ги дадат кампањата они веќе ја почнаа, Горан сигурно го прати тоа како новинар, кампањата они сигурно ја почнаа и на социјални мрежи и преку нивниве сега имаат во последнава година две значи милион порталчиња отворено, она хиперпродукција на и оние имаат веќе кампањата дека ете легна на брашното џабе глумеа нели Пиарот секогаш функционира супер. Горан повели се обидуваш да дојдеш до зборот преска. Прашањето што го постави се однесува на нешто што преска Пешевски го спомена дека ДУИ има апсолутна контрола, ако добро го разбрав, во кривичниот суд рековте или во граѓанскиот? Во граѓанскиот. Оно има во цела држава, ама во судовите ако ги поделиме, буквално граѓанскиот. Така од времето на Сашо и Муса, така се договорија Сашо Јалков и Муса Џафери и така тера. Председателот на граѓанскиот суд е секогаш кадар на ДУИ. Но не само таму, организиран криминал ДУИ. Апелација сериозно влијание ДУИ. Судски совет повеќе се ДУИ. Управен суд целна ДУИ и така натаму и така натаму. Уставен суд исто имаат. Апелационен суд. Татјана Васик диригираат тие се Апелационен суд, гостивар основни судовите, тоа гостивар Кичево, апсолутно све. Не, има еден баланс. Допред некое време председател на само во гостивар. Но на гостивар беше Македонија. Сакам да кажам, има некаква логика во обидот да се деконструира ДУИ не само во и Бехтеленка, например, контролата на Бехтеленка, огромни стотици милиони, 2 милиарди, не знам колку пари ќе бидат, но и во правосудството каде што имате огромна контрола на ДУИ. Значи има некаква логика да се разговара за намалување на моќта на ДУИ. Па ја не мислам дека ќе се намали моќта, туку напротив дека ќе им се зголеми моќта. Порасне на среден или дол круг. И на краток и на среден и на дол круг ќе порасне. Колку време ќе трае тоа, Горан? 6 месеци? Ти мислиш дека на следните избори они не би биле победници во условно речено албанскиот блок? Добро, сега денеска Мицковски на интервјуто во Сидел рече тоа заврши победник со победник. Два пати го повтори тоа. Од тој аспект. Од тој аспект, окей, ама мислам дека ДУИ додека си го припремаше овој терен, ги расетни и тоа како другите албански партии кои што беа опозиција, сега победник, самите ДУИ го завршија фактички нели 2017 кога ти со СДСМ и нема зашто сега Мицковски да им прави кефови и да оди, меѓутоа и тоа што го збори Пешевски е во право, алтернатива се веќе на ниво на статистичка грешка. Најновите анкети. Треба да се гледа последната анкета на NDI од предпадена. Добро, и што кажува дека сите заедно други партии немаат рейтинг колку ДУИ. Но внимавајте се, таму имаше најава дата недела на журнал МК дека оваа обединета група може да излезе да направи своја политичка партија. Ќе видиме за тоа, затоа што и во ДУИ на големо се работи, ова го знам директно од човек од ДУИ, дека на големо се работи на маргинализирање на таа група, иако на пример и мојата и адвокатската канцеларија на Пешевски се во општина Чаир, каде што популарноста на пример на Изер меѓутоа е голема и тоа се гледа и по мурали му цртаат по зградиве, сад тоа нормално не може две деца да го направат низ цела населба. Така да тоа останува да видиме. Можеби и тој ќе биде клучниот момент на дефакторизирање на ДУИ преку обединената група. Но обединување на сите заедно, зборуваме албански обединените заедно имало обиди, они ќе си ги ископаат очите пред Па сега тој не е проблем на крајот. Обединување заедно на политичките албански партии, ја мислам дека е возможно само за председателски избори. Да извадат председател кандидат. Да извадат председател кандидат и тука мислам дека ќе биде со СДС коалицијата
за председателски Во Левица избори. кој ќе ми биде кандидат за председател? Добро, Горан, доаѓаме до крајот. Имаш уште нешто? Мислам дека е доволно. Јанаки Митровски и Драган Пешевски стари, во некој го наврати кажа твојот Да, колега и да, другар да. стари. Ви благодарам многу за гостувањето. Горан, ти благодарам и тебе. Мислам дека бевме повеќе од интересни. Фала ви на поканата, Ќе имаме- дечки. Да, ќе имаме Благодариме, повторно прилика. Горан, тебе те одјавувам до понеделник. А мене, почитувани гледачи, ќе ме видите и утре во 9 часот наутро во утринската емисија. А ако не ви се досадам ни утре, тогаш во сабота ќе ви излезам од фрижидер, во недела може и од шпоред. Тоа е тоа, почитувани гледачи, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. А во понеделник во 22 часот и 30 минути ви се имаме повторно јас и Горан, јас утре и во 9. Благодариме на поканата.